Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал Вусум. Информацијата за почетокот на учебната година во училиштата во Кочани повторно беше повод за загревање на атмосферата на седницата на Советот на Општината. Советниците од опозицијата бараа решавање на огромните долгови на училиштата, а одговорите од општинската администрација ги оценија како недоволни за натрупаните проблеми. Новата учебна година започна, но старите проблеми останаа. Информацијата што основните и средните училишта ја доставија до Советот беше оценета како некомплетна, посебно заради трошоците што се прават со нивното редовно функционирање, односно за непокриените долгови по повеќе основи. Ова беше повод за загревање на атмосферата во советничките клупи и барање од опозиционерите да се дадат дополнителни објаснувања за состојбата во која се наоѓа образованието кај нас. Градоначалникот минатата седница отворено овде од говорницата кажа дека не ни се трансферирани пари за превоз на учениците. Од друга страна, ако ја слушневме изјавата на Спиро Ристовски, заменик министерот, се добива впечаток дека всушност парите од централната власт се трансферирани, меѓутоа општините не работат како што треба. Сега мене како советник, а и како граѓанин, тука ми прави дилема. Значи, и во оваа информација не е поместено дека нашите училишта се во долгови и не можат правилно да функционираат. Во извештајот кој што е сместен стои дека вкупно околу 780 ученици од основното и средното образование користат превоз, што како податок не е коректно. Било кој што барем малку работи со оваа проблематика што се занимава би требало да знае дека само со Гошо Викентиев од прилика има околу 700 ученика кои што користат превоз. Сакам да кажам дека вакви, верувам, ненамерни грешки кои што се направени во извештаите, кои што се официјални документи, треба да се проверуваат и да се коригираат. Сега, врз основа на резултатите кои што се објавени во таа табела, треба да направиме една пресметка, би излегло да се повикуваме на оние што ги има померено по Куманово дека 2-3 евра кошта превозот. Како приоритетен проблем на општината број 1 треба да биде предочен пред централната власт и неопходно е да се обезбедат средства до крајот на годината за подмирување барем на делумно од овие обврски, ако не на сите. Значи, модалитетите од типот на изјави само дека општинската администрација или градоначалникот дава се од себе за ова, не се доволни. Навистина мора да легнат средствата на сметката за да бидат подмирени дел од трошоците. Во спротивно ќе се соочиме со други несакани проблеми. Се поставува после има, колешката Лијана тоа убаво го кажа, значи се поставува едно повеќе од логичко прашање кој сега лажи, дали заменик министерот Спиро Ристовски или самиот градоначалник, односно тој кажа дека парите од централната власт се трансферирани до локалната, меѓутоа долговите остануваат. Сакаме јас да одговори од градоначалникот дали ќе ги анулира долговите до крајот на својот мандат, му остануваат уште 4-5 месеци, или како најнеуспешен градоначалник во историјата на локалната самоуправа во Кочани ќе ги остави во наследство на некој иден градоначалник. Одговор на прашањето од советниците дојде од општинската администрација со образложение за изнесените податоци во информацијата за почетокот на учебната година. Беше спомната ставката за ученици кои што користат превоз. Навистина една графа недостасува, значи треба да се допише дека вкупно ученици кои користат превоз се 1095 ученици. Понатаму, зашто се намалени блок дотациите, прашање од советникот Ѓорѓе Алексов. Знаеме дека тоа се работи според формула, во која што, освен основната ставка, се вклучени и бројот на ученици, бројот на згради, значи повеќе параметри, тоа ние не го одредуваме, значи ја добиваме според таа формула тие средства. Објаснувањата што беа дадени не ги задоволија барањата на советниците, чија оценка беше дека градоначалникот треба да даде дополнително образложение за долговите на училиштата. Има реакции што јас еднаш и со градоначалникот разговарав и го поставив како советничко прашање. Се случува на една улица да може до куќата пред нив детето да користи превоз, а после тоа не. Значи, дефинитивно
ќе замолам некоја стратегија да се направи во поглед на тоа. Воспротивно, постојано ќе дискутираме на оваа работа и секако ќе кажам, се трошат народни пари за нешто за кое што всушност ние немаме концепт како општина. Значи долговите се направени по разни основи, сомнителни основи, ненормално, енормни долгови. Градоначалникот не е во состојба да ги врати долговите, бил во состојба само да ги направи и према тоа секој ден градоначалник без разлика од која партија ќе дојде на власт во март или во април ќе има мираз од актуелниот градоначалник 1.000.000 евра долгове во сите училишта во општина Кочани. По паузата што следеше, поради загреаните дискусии, информацијата беше усвоена со гласовите на мнозинството во Советот. Сепак, дел од прашањата за долговите и лошата финансиска состојба на училиштата не добија соодветен одговор, поради што советниците кои ги поставија прашањата изразија незадоволство од односот на општинската власт. Незадоволството од добиените одговори во врска со финансиската состојба на училиштата ги испровоцира советниците од опозицијата да одржат кратка пресконференција. Беше речено дека досега ништо не се сработило за намалување на долговите, поради што бараат да се реагира до централната власт, од каде ќе се бара подршка за проблемите. Веднаш по завршувањето на седницата на Советот, членовите на опозицијската советничка група одржаа пресконференција, со која, како што рекоа, сакаат да го пренесат незадоволството од однесувањето на локалната власт за разрешувањето на долговите на училиштата во општината. Уште денес можеме да погледнеме дека долговите кои што во средното општинско училиште Ѓошови Кентиев се околу 460.000 евра, во делот на општинското училиште Никола Карев повеќе од 5,5 милиони денари. Буквално немаме средно училиште во кое што немаме долг, напротив сите училишта се со огромни долгови. Најголемите долгови се врз основа на превозот кој што е делегирано на обврска од страна на Министерството за образование, а од друга страна нема никакви дотации во делот на училиштата кои што се однесуваат за превоз на овие работници. И втората причина во која што ја гледаме е делот на неуспешното менаџирање од страна на менаџерите на овие училишта. Ние ќе се обидеме уште еднаш да побараме начин, пред се очекувајќи во делот на формирањето на новата влада, да обезбедиме средства се со цел да бидат покриени овие трошоци, за да не се доведе до прашање функционирањето на училиштата. На пресод беше речено дека опозицијските советници досега неколку пати јавно реагирале на седниците на Советот со барање да се изнедат решение за лошата финансиска состојба во образованието. Нерешавањето на овој, според нив, најважен проблем може да го доведе во прашање нормалното одвивање на образовниот процес. Со богата и интересна програмска содржина идната недела започнува меѓународниот фестивал на хумор и сатира Инвиница Веритас. Подготовките се при крај, а на пресконференција беше соопштено што ќе можат да видат гледачите во текот на 5-дневната програма. Осмото издание на меѓународниот фестивал на хуморот и сатирата Инвиница Веритас ќе има богата програмска содржина, што ќе го направи еден од најинтересните досега. Иако звучи премногу оптимистички, ваквата оценка е оправдана ако се знае дека со скромни ресурси обезбедена е интересна програма што нема никого да остави рамнодушен. Со ваков став на пресконференција излегоа организаторите на фестивалот, чиј домаќин е Домот на културата Тоша Арсов од Виница. И годинава главниот фокус се карикатурата и театарската комедија, па се најавуваат интересни театарски представи на македонски и актери од соседните земји. Посебно радува фактот што на конкурсот за карикатура бројот на пријавени учесници е огромен и нуди одличен квалитет. Посебно се радуваме што фестивалот интернационално го промовиравме и секоја година на конкурсот за карикатура учествуваат преку 40 држави со преку 400 автори. И оваа година оваа бројка е запазена и оваа година имаме театар од збратимениот град Тријавна, што исто така и театарските представи се промовираат на интернационално ниво, како и секоја година. И оваа година се нуди една богата содржина за нашите сограѓани и сите оние што ќе го посетат фестивалот.
И еве една благодарност, јавна благодарност до сите што го помагаат овој наш фестивал, посебно до Домот на културата и главниот виновник за овој настан, директорот Славчо Данев. За впонеделник е закажано отворањето на фестивалот, при што ќе бидат доделени наградите за најдобрите 3 карикатури. Своје обраќање ќе имаат и гостите сатиричари од Србија и Македонија, а предвиден е и краток кабаретски настап на актери од Скопје. Веќе во вторник имаме промоција на алманах на афоризми, Македонска афористичка ризница. Веќе трета година поред настојуваме да имаме наши изданија на фестивалот, затоа што карикатурата како сегмент на хуморот и сатирата е вклучена преку конкурс, меѓутоа самите афоризми не се вклучени, па затоа веќе трета година поред имаме наша едиција, наши изданија на Домот на култура, оваа година Македонска афористична ризница, промоцијата ќе биде во вторник во 18 часот. После тоа следува театарска представа од збратеменина од град Тријавна од Република Бугарија, Жена ни е светица. Во среда ни гостува театар комедија од Скопје со представата Нешто пропуштаме, во четврток е театар Куманово со представата Идиоти и во петок завршуваме со Охридскиот театар со представата Импровокација. Во рамки на фестивалот ќе се организираат и работилници за изработка на карикатури со учениците во основните училишта во Виница. На неколку дена пред почетокот на фестивалот, интересот кај публиката е голем, беше речено, па веќе се бара билет повеќе. И годинава влезниците се по цена од 100 денари, со желба да им се излезе в пресет на оние што навистина се заинтересирани да ги видат фестивалските содржини. Општинскиот одбор на Сојузот на борците на општина Виница ја одбележа 114 годишнината од загинувањето на виничкиот револуционер Ангел Винички. Одбележувањето се организираше пред спомен плочата на Ангел Винички во село Драгобраште. Пред плочата беше положено цвеќе, а за значењето на Ангел Винички зборуваше секретарот на Општинскиот одбор на Сојузот на борците на Виница Тодор Димитров. Достојно на големината на револуционерот Ангел Винички, со пригодна свеченост, борци, пензионери, ученици, првите луѓе од локалната законодавна и извршна власт, жители на село Драгобраште, директори на јавни институции, ја одбележаа 114 годишнината од смртта на овој наш великан. Со читање на Крушевскиот манифест, присутните имаа ретка можност да се соживеат со тешките моменти од македонската историја, а и комплетно да бидат информирани за животот и делото на Ангел Винички од страна на Тодор Димитров, наставник во пензија и секретар на боречката организација во Виница. Ангел Винички, како роден виничанец, меѓу првите ја прифаќа идејата за вооружено востание и се вклучува во редовите на тајната македонска револуционерна организација. Во Виница учествува во формирањето на местниот револуционерен комитет и станува најдоверлив курир на Гоце Делчев. Работел во бомболеарницата на Гоце Делчев, која била тајно организирана и лоцирана во селото Саблер на планината Осогово, каде се изработени 1500 бомби. Организатор е на тајниот канал од Виница до Кюстендел, кој поминувал преку селата Драгобраште, Грлани, Илиово, Драмчи и Ветрен, по кој канал се преведувани луѓе, пренесувано оружје, пошта и други материјали. Ангел од Виница за Битола ги испраќа бомбите натоварени на коњи и скриени во вреки со орис, опијани во песната «Ми товарил Калеш Дончо 3 товари орис». Извршувајќи ги револуционерните активности наоружан, патувајќи по тајниот канал преку село Драгобраште, поточно во малото Терзирци на 30 септември 1902 година, бил обиколен од турски аскер и во повеќе часовна борба успеал да ликвидира 30 аскери. И на крајот, кога го испукал и последниот куршум, за да не падне жив во османлиските раце, ја активирал и последната бомба со што си го одзел животот. Одбележувањето на денешниот настан беше во организација на Општинскиот сојуз на борци, а помогнато од Сдруженијето на пензионери од Виница. Во библиотеката Искра во Кочани беше промовиран романот Утринска молитва од Петко Шипинкаровски. Авторот за прв пат се представува пред кочанската јавност. Книгата е посветена на миролюбивиот еврејски народ. Најновиот роман на авторот Петко Шипинкаровски од Струга под наслов Утринска молитва беше промовиран и пред кочанци. Издавач на романот е издавачката куќа Македонија Презент од Скопје.
На промоцијата што се одржа во библиотеката Искра за творештвото на Петко Шипинкаровски зборуваа истакнатите македонски писатели, професор доктор Васил Тоциновски и професор доктор Христо Петревски. Авторот Шипинкаровски романот Утринска молитва им го посветил на сите оние кои беа заробени, депортирани, загушени и изгорени во печките на злогласените логори и на сиот миролюбив еврејски народ. Третира еврејската тема која што во 1943 година од Македонија во злогласните логори на Треблинка се однесени околу 7130 еврејски граѓани од Скопје, Битола и Штип. Така да таа тема е зафаќа еден вистински настан, се работи за едно еврејско семејство кое што е прогонувано од нацистите во тој период, но за солниште и склонување на дел од тоа семејство наоѓаат во просторите во Македонија наши граѓани кои што за време на тој период ги кријат во Македонија и во Албанија и во Србија. Шипинкаровски е писател и поет, публицист, драмски автор, есеист и книжевен критичар, кој зад себе има напишано повеќе романи, книги и поезија. Петко Шипинкаровски преку оваа промоција првпат се представува пред кочанската јавност со свое дело. Општина Кочани ја објави програмата за одржување на 25-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2016. Истата започнува на 13 а ќе трае до 16 октомври. И официјално објавена програмата за одржување на 25-та јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2016. Започнува на 13 октомври, а ќе трае годинава најкратко до 16 октомври. Во текот на сите 4 дена од манифестацијата, уметниците ќе работат на петата ликовна колонија Свети Пантелеймон 2016, кога на последниот ден ќе биде прогласено најдоброто уметничко дело од колонијата. На првиот ден, освен отворањето на колонијата, е предвидено посета на гостите на знаменитостите во општината, како и ликовна изложба на уметници од Пореч, Република Хрватска. И театарската представа Ла Ностра Паренсо во режија на Вилма Пулин Сиротик, во изведба на драмската група на заедницата на Италија во Република Хрватска. На 14 октомври организирана посета на гостите на знаменитости надвор од општината и настап на гостите во околните општини Македонска Каменица и Зрновци. Изборот на жетварската убавица со настап на групата Teddy Lion Selection од Пореч, Република Хрватска е закажан за 14 октомври во 18 часот. Во сабота на 15 октомври во спортската сала во Кочани ќе се одржи традиционалниот меморијален турнир во борење Андонов Колев, а гостите, делегациите и културно-уметничките друштва ќе бидат примени кај градоначалникот. Истиот ден следува културна забавна програма под наслов Твориме во чест на Оризот, со настап на децата од градинките, училиштата, хоровите, децата од фестивалот Музички бранови, фолклорните друштва од општината и групите од странство. Ке се делат и специјалитети од Ориз, сутлијаш, лапа и пилав. Главните случувања се закажани за внедела на 16 октомври, кога ќе биде извршен обичајот за жнејување и вршидба, кои што годинава ќе се одвиваат на нива од Институтот за Ориска и Градовски пат, пропратено со настап на фолклорна група со жетвер скоро. Истиот ден во 12 часот во паркот програмата продолжува со прогласување на најдобар земјоделец на годината, најдобра фотографија за Кочани, како и најдобро уметничко дело со мотив од Кочани од лековната колонија. Истиот ден на 16 октомври во 12:30 часот според програмата е предвиден концерт на Љубојна и Џамбо Агушев, а во паркот на Револуцијата ќе се организира изложба на делата од ликовната колонија Свети Пантелеймон 2016, етно катче, трпеза со традиционални јадења подготвени од урбани заедници од општината. Следува спортската информација. Викендов продолжуваат надпреварите во фудбалското првенство на третата лига Исток, при што екипата на Осогово ќе гостува во Радовиш. Исто така започнува и првенството во првата пинг-понгарска лига, во која кочанските пинг-понгари ќе играат дома со Мултитекс.
В недела стартува новото првенство во првата пинг-понгарска лига. Според информациите од Пинг-понгарската федерација, годинава во лигата ќе учествуваат 8 клубови, меѓу кои и пинг-понгарите од Кочани. Половина од екипите се надпреваруваа и во минатогодишното првенство, а останатите се нови во прволигашкото друштво и ќе се обидат да обезбедат што подобар пласман. Распоредот на надпреварите е изготвен и ќе се играат 14 кола, односно секоја од екипите поеднаш ќе игра на домашен и на гостински терен. Во првото есенско коло, пинг-понгарите на Кочани ќе бидат домакини на силната екипа на Мултитекс од Битола, која лани беше во врвот на табелата и со минимална бодовна разлика се најде на третата позиција. Сепак од нашата екипа најавуваат дека ќе одат на победа и освојување на бодовите. В недела ќе се одигра и петтото коло од првенството во третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово ќе гостуваат на средбата против Плачковица. По минатонеделната победа против Брегалница Голак на стадионот Никола Мантов, сега жолтосините имаат мотив повеќе за добра игра и извлекување поволен резултат. Од клубот велат дека се заборавени случувањето од минатата недела по прекинот на преварот со Делчевчани, а екипата е концентрирана на гостувањето во Радовиш со намера да ги реализира ветувањата за борба за врвот на табелата. Тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.